Господине Костовски, во вашата анализа насловена "Пругата кон Бугарија мора да се гради, Европа дувна во перонското свирче", објавена на Цивил Медија, објаснувате за проектот Коридорот 8 од осамостувањето на Македонија па се до денес. Во изминатиот период видовме многу и слушнавме многу изјави од политичарите кои што се надлежни за продолжување на тој проект. Имаше многу вистини, полувистини, манипулации, лаги. Што конкретно се случува со тој проект? Вие објаснувате повеќе и детали кои што за јавноста можеби не се доволно познати или се малце заборавени, но што е конкретно она што граѓаните треба да го знаат, со кои топ лаги, односно манипулации се користеше, се изнесува во изминатиот период? Можем да речем дека се работи за груби невистини која ги користи актуелната власт. Се во обидот да практично го сопре тој проект, заради генерално неколку важни работи. Една е од она што јас таму исто го објаснувам, дека ВМРО-ската власт генерално не сака да стои зад проекти во кои таа немала контрола од самиот старт на проектот, бидејќи тоа најчесто значи дека вие ќе имате шанси дел од тие пари некаде да завршат или да не бидат, да речеме, целосно искористени за тој проект. Како што се случи, да речеме, со големите проекти кои денес имаме мака, тоа е, јас ги спомнувам, автопатишта се во случај, меѓутоа сепак е тоа дел од Коридорот 8, а тоа е Охрид Кичево што треба да се изгради таа делница и 9 години, може би уште 10 ќе биде уште малце, во кој тој коридор не е изграден и кој само поскапува и поскапува и поскапува, а за кој барем имаме доказ дека беше дел од една голема корупција. Замислете на еден проект кој многу вреди, премиерот тогашен Груевски и министерот за транспорт едноставно разговараат дали да земат од кинезите кои го финансираат овој проект 3 или 5% провизија за себе. Тоа многу отсликува, за тоа постои доказ дека тоа така се случува. И во оваа ситуација ние веќе имаме некакви надзирање, не стана збор во тој текст, што може да го определуваме. Ова што требаше да се гради со американската инвестиција, да речеме со изградба на патишта, се напаѓаше тој проект многу и сега одеднашка станува приемчив, да речеме. Зборуваме за Бехтел и Енка проект. Да, Бехтел. Да, сега може да се збори, меѓутоа затоа што тој практично и не стартуваше. И тоа може значи да се контролира се едно. Мислам, тоа се дури и помали проекти, да речеме, ова за универзална сала, ето толку очигледно. Никако не може градот да го стартува тој проект. На крајот претходната министерка за култура се разбира со знаење на владата предложи владата да го земе и да го финансира и пак да го врати на градот како проект. Но еве новиот министер за култура веднаш најде некаква закачка, рече дека тоа не било законско. Дури да било законски, едноставно се сака да се почне од ново. Знаете што сега он вели? Да, ама ние пак ќе продолжиме, меѓутоа да речеме со наш проектант, со наш изведувач. Тоа значи дека сите финансиски трансакции тие треба да ги контролираат, да речеме условно. Тоа се тие моменти кои се важни. Не е само тоа, меѓутоа има многу поважни елементи кои се, да речеме, дел од една геостратешка политика во која нашата влада треба само да се вклопи. Тоа е прашањето на постојано туркање на релацијата 10, коридорот 10, а тоа е, значи, Белград-Атина, кој сега, да речеме, постои, се разбира и сега, има многу проблеми, меѓутоа тоа се надмирливи проблеми, значи тој едноставно е функционален. Проблемот е со другиот коридор кој е поставен како една јасна европска стратегија. И тоа не е направено од сега, со тоа што последен пат е потврдено негде на преминото дејност во другиот век,
кога беше председател, кај нас беше Борис Трајковски. И заедно со првите луѓе на Албанија и Бугарија, едноставно отидоа и потврдија, и ние тогаш веќе можевме да рачунаме без оглед на нашиот статус во Европската Унија, да рачунаме на европски пари, бидејќи тој стана европски приоритет. Збориме за, нали, оној правач, значи Драч Софија, а ја би рекол и понатаму, значи кон Румунија, кон Украина и така натаму, значи тоа е еден важен коридор, со тоа што ние во овој случај изборуваме за железницата, бидејќи она што значи автопатна регулација, малку по малку веќе се средува, речеме, ние се работи на Стругачафа, со неколку пати се реконструира, станува, да речеме, на дестинација која е прифатлива во за некаков сообраќај, и се гради, иако се гради страшно долго, до Кичево, Охрид Кичево, односно Струга Кичево, и тука ќе биде се врати тоа се оди натаму. Меѓутоа, прашањето на железницата од еден стратешки аспект е многу поважна, бидејќи железницата се повеќе го враќа своето значење, кој може би помалце го изгуби во одреден момент. Меѓутоа се стана веќе скапо, да речеме, тие сегменти што се значат патен сообраќај, се многу поскапи во самиот влез. Друго има големи бариери, царински, има помала можност за пренос на стоки, ние го мора да ги гледаме од аспект на превозот на стоки, бидејќи тоа за една економија е многу поважно отколку самиот превоз на патници. Сето тоа се собира кај оваа влада како и таа се обидува да најде некаква било каква закачка да прекине со еден поред кој во прилична мерка започнат. И јас таму зборувам во тој текст. Тој имал различни етапи, не треба да навлегуваме зашто, да речеме, стартувал во време на империјална Бугарија, нали, во време цар Борис III стои за тие проекти. Она е таа првата лака дека таму не се работило. Се работило и тоа не е важно дали го работил цар Борис, зашто? Па ние оние пруги што сега ги имаме, најголемиот дел ги почнал еден турски султан во соработка со еден белгиски банкар, Хирш, кој ги финансирал. Не би имале пруга до Скопје, односно таа стигната до она што го велиме Косовска Митровица и требало да заврши, да не биле балканските војни и така натаму предходно. Ние би имале денес Скопје-Сараево, пруга која сигурно би ни користела сите и на целиот регион. И тоа течело. Мислам, тоа, да не зборам за пругата Битола, Солун-Битола, кој исто така направен тогаш. Меѓутоа направени се и други пруги кои на поранешниот Ориент Експрес низ Бугарија, одел не поминал никогаш низ Македонија. Меѓутоа тие се клучни сообраќајници кои се изградени. Цар Борис почнал во 1940 година со тој проект, ако мислам, лага е дека таму не се сторило ништо. Тоа е една од најголемите лага, дека Бугарија не прави ништо. Тоа е моментот сега што граѓаните се доведени во ситуација да слушаат дека пругата би завршила во тунел, во зид, каде што не може да помине. Биле пренаменети парите, не знам, нема интерес од бугарската страна за овој проект. И ред други работи. Конкретно, што е тоа што граѓаните во изминатиот период беа бомбардирани со вистини или лаги, полувистини? Го имаме се тука, вистини немаме. Мислам, во ниедна од тие јавно искажени ставови во однос на тоа зашто не треба да се гради. Еве приказната е зашто демек Бугарија не е сторила ништо. Видете, она што некој му е мина труд, не може да него сметате дека не постои. Велам јас, дури многу пруги што денес се во Бугарија почнале 1940 дури да се градат, да речеме она пруга што води од Софија до Солун низ долината на реката Струма. По кракот од Кюстендил кон Вардарска Македонија почна да се прави во 1941 година и тоа не е малку изградена пруга, таа пруга е изградена во должина од 139 километри до пограничното место Ѓуешево, изградена и таа е нормална пруга.
со нормален колосек, значи велиме. Тој проект е прекинат заради прекинот на интересот, заради војната, самата војна, текот на војната, кога Бугарија веќе го губи тлото под нозете и го губи своето општо интерес да биде дел од било каков проект, знаете, ви сте дел од една воена групација која губи. Треба да кажеме дека тоа бил всушност бугарско-германски проект и дека германците се тие кои во една технолошка смисла го воделе, значи како проект, техничката документација, местата каде што ќе се работат тунели, мостови и така натаму. Да речеме од Кюстендил до Куманово треба да има 80 тунели. 50 тунели се пробиени. Дел се и кај нас, чепнати, работени и така натаму. Значи тоа не се работи што можеме да ги пренебрегнеме. Треба да кажеме дека согласно на финансовиот план на Европската унија за следната година, бугарските железници од Европска унија добиваат 1,6 милиарди евра. Знаете што е таа огромна сума. 200 милиарди од таа сума, 200 милиона евра од таа сума ќе бидат потрошени пак за овој проект. Значи, пасете, се потрошуваат 200 милиона евра. Тоа значи да се повторно рехабилитира таа пруга, почнувајќи од вториот дел од таа пруга што постои во Бугарија и да се направи тој тунел. Што прашањето дали тој тунел, пазете сега во современиот свет на градба, тунелите полесно се прават отколку пругите во низина, дури да сватиме, затоа што немате имотно прави односи, ништо не треба да ве спречи од тој аспект. А технологијата толку е напредната што ја заменува човечката рака, која всушност се искапа и интензивен труд е тој за обичните луѓе. Јас сум имам разговарано со еден од директорите кој го водеше тој проект кај нас, се вика Љубо Танеловски. За жал не знам денове го побарав, не знам дали е се уште жив. Одамна е во пензија. Меѓутоа сум се интересирал и тој ми кажал како одат тие преговори и така натаму. Нашата страна имаше разговор околу тој тунел да се скрати трасата во последните 3 километри од наша страна и од нивна страна, бидејќи се работи за еден голем лак кој завршува со тунел кој треба да ги спои, да се скрати тој лак, да се скрати тој лак, да се направи нов тунел кој сам по себе би бил помал, можеби меѓутоа полесно би се обеза. Знаете, многу е битно на каква карпа е, какви се геолошките услови, а и ќе се скрати за 6 км целата траса, значи скрати и времето на патување и така натаму. И околу тоа се размислуваше и тука некаде се прекина таа приказна. Значи не е точно воопшто дека тоа не е нешто направено. Прашањето на тоа што сториле бугарите. Бугарите имаат големо влијание во тоа што Европската унија ни давала пари и овие пари што ние досега ги користиме, почнувајќи и последната транша која изнесува 500 милиона евра, која треба да се вложи во третиот сегмент од таа пруга гледано од наша страна. Че првиот сегмент е Куманово-Белјаковце, вториот сегмент е Белјаковце-Крива Паланка и третиот сегмент е Крива Паланка-Ѓуешево, значи тоа е првата станица во... Кога веќе спомнавте дека 500 милиони Европската унија ќе ни даде, една од причините зашто би се запрал тој проект е дека е премногу скап за нашата држава. За цените не можеме да разговараме така како што ние мислиме дека тие работи вредат. Прво, ние сме сведоци на голема инфлација, поскапување на се што е градежен потпад во светот. Значи, ние збориме се еден светски тренд. Затоа што и барањата што се поставуваат пред оние што треба да направат, а потоа и да се грижат за пруга, за една сообраќајница е многу повисок. Вие ако сега отидете во Белјаковце, може да отиде секој новина, ќе види, бидејќи ја се смета таа делница може да е... Веќе може да речеме дека е готова. Се беше многу малце остануваше, таа делница постои, таа делница е направена од Југославија во 1950 година. И се користеше. Меѓутоа таа користа морате да ја обновите. Само тие услови, тој начин, таа брзина на движење на возовите, тогаш одговарала за тие услови. Сега морате да имате
сосема нови услови, затоа и Европска унија и дава и на бугарската страна, гледате, значи тие имаат пруга, меѓутоа еве ви 200 милиона евра за да ја обновите. Нас ни треба таа 500 милиона. Видете сега, вие треба и да сте ни останат третиот крак. Ние имаме доста обврски во однос на вториот сегмент, за кој мора да се каже, и тоа малку се кажува, дури не гледаме на телевизиите, отвара дебата, никој не оди да види дека таму огромни градежни зафати се направени, а тоа се оние најтешките, виадуктите се готови, мостовите се готови. Значи тоа се многу крупни објекти, бидејќи Македонија го направи во време на владата на Бранко Црвенковски, кога налишо велам имавме зорт да се направи, бидејќи свативме што значи кога зависи само од еден коридор. И со своји средства се направи, бидејќи се одеше точно на тие болни точки да се направи. Сега прашањето кај тие 500 милиона евра. Проблем е самиот град Крива Паланка. Знаете, сепак е тој во една речна котлина, без многу шанси да... И тие се изградени се тука објекти, без да се мисли, стамбени објекти се главно, без да се мисли на тоа дека чекате, тука требаше да помине пруга, знаете, мислам, мора да се води сметка за тоа. Меѓутоа, ако се сеќавате во времето на Груевски, во еден миг, мислам дека тоа беше пред изборите во 2011 година, он донесе одлука со која сите дивоградби во оваа земја може да се признаат за легални. Пазете кој се виновен за сета таа ситуација. И се вие мора да им направите оштета, сигурно. И да им надете друго сместување и така натаму. Тоа е. Меѓутоа тоа затоа ти дава он ја проценил како Европска унија ја проценил вистинската потреба. И впрочем, тие пари не се даваат како што мисли нашиот министр за транспорт сега. Тие се даваат во мали транши, се пуштаат на одредено ниво, да речеме на 6 месеци, на година дена, и на постои страшна контрола. И ако вас вишек треба да ви ги даде, мислам едноставно, а ако бидат доволни, ќе се дадат, се разбира, ако остане потреба и за нешто друго, и тоа ќе се плати. Но не значи дека е тоа скапо. Меѓутоа, цената на сите можни проекти е многу поскапена. Јас порано сум пишувал за тоа дека ние имавме, на пример, еден многу ефтин кредит од Европска унија, што можеше да се искористи за коридорот 8. Од Меѓународен монетарен фонд, тоа беше 120 милиони евра, во мигот кога Трајко Славевски беше министр за финанси, и владата на Груевски одлучи да го врати. Замислете да вратите. Зошто? Кредит кој беше со 2% годишна камата, која е неверојатно низок, и тоа среде онаа економска криза која го зафати светот, почна од Америка, ако се сеќавате, финансиска криза со пропаста на банките, и кога нагло поскапе капиталот. И тоа беше во ситуација кога каматите одеа 8-9%. Джевде Хајредини има многу интересни анализи правено во однос на тоа тогаш. И тоа може да се замоли да се подсети за тоа, дека тоа е вистина. И тој кредит беше вратен затоа што во се што ви дава Меѓународен монетарен фонд предпоставува строга контрола за трошење на вкупните финансиски средства во една држава. Значи не само на тој кредит како го трошите, туку и воопшто. И тоа значи дека вие ќе имате еден годишен мониторинг, да речам вака колоквијално, врз Министерството за финанси. Како е трошено што? Колку е трошено? Кому е дадено? Зошто е дадено толку пари? И така натаму. Тие сака да го одбегнат. Сето тоа, и ако се сеќавате, ние всушност тогаш веќе навлеговме во 2009 година, навлеговме во ерата на антиквизацијата. Кога потрошишме 1 милиарда евра, тогашни, на објекти кои денес не сакаме ни да ги погледнеме кога поминуваме ни центарот на Скопје, тука се главно тие. Или прескапи објекти се водат, не знам, 50 и нешто милиона евра да дадете за објект како што е новостариот театар, Македонски народен театар, во кој нонстоп имате поплава, немате техничка или не е технички добро направен, а повеќе води кон тоа дека близината на реката Вардар беше од првите стручњаци големи светски што ги добивме после земјотресот,
300 метра лево и десно од Вардар во центарот не смееше да се гради ништо. Меѓутоа тоа го нарушивме и тоа најмногу со антиквизацијата. Тоа важи за Уставниот суд, музеот што тука се наоѓа и така натаму. Ви имате едно со поплави таму внатре. Да. Затоа зборуваме, значи малку но излеговме да од се- темата, да, но да се сакам да вратиме кажам на- дека на тоа коридорот. тоа можеше да се искористи во тој миг, она што им беше идејата. Проценката беше дека со 1 милион на 1 километар железница може да се изградат 120. Толку беше тогаш целометри. А и да ги додадеме пута 2, значи со 2 милиона, ние тие 60 километри од Кичево до Ќапасан ќе ги направивме. Ќе имавме пруга сега. Кога требаше, јас сум го гледал тој проект беше точно изработен на 1 сантим од проектот одговараше на 3 метра од пругата. Мислам, тоа толку детално направен проект за таа пруга, немаше потреба ништо да се направи, заради тоа што и тука најголем дел од земјишето беше веќе на собственост на македонски железници, наследен од железниците на Кралство Југославија. Таму имаше тесно линејка, меѓутоа се едно земјиштето лево и десно беше откупено. Завршена е таа приказна. Еднаш веќе експроприирано. И сето тоа ја олеснуваше изградбата. Значи можевме тоа така да го искористиме стварно еднаш рационално. Али колку е поважно сега вие да немате контрола од меѓународниот монетарен фонд. Значи сега што е скапо сега, знаете, све се релативизира веднаш. Че давате 1 милиарда за безвезни објекти тука, кои не вредат, нали, со стиропор, не знам, гипс и така натаму, гледаме како паѓаат тие фасади и така натаму. Вие едноставно себе одеднашка 500 милиона скапан. Прашањето е тоа што вие ги добивате по многу поводна камата. Второ, вие сте обврзани потоа рационално да ја користите пругата. И ќе ја користите, се разбира, и треба да ја користите, таа треба само да се вади. Впрочем, идејата за цената на градење е многу интересна, што нашата прва влада на Бранко Црвенковски, мислам прва после она наводно експертска што беше мешовита влада, техничка да ја речем влада прва на Клюсев, доби понуда од еден турски голем бизнисмен, пријател на Македонија, и ден денес, да тој со своји средства ја изгради. Колку кошта, нека кошта. Знаете, значи тоа е еден многу добар подарок, заради тоа што тој рече јас ќе ја користам кој ќе ја направам 10 години, а после тоа ви ја предавам вас. Како држава. Мислам, такво нешто да добиете. Тоа беше оние тешки денови кога ние немавме нафта. Проблемот беше беа 2 или 3 блокади беше и заборавивме колку со Грција. Зошто не го прифативме тој предлог? Не знам зашто не ги проведеме. Мислам дека постоеше една чудна, ја би рекол една стара идеолошка одбивност кон селанскиот капитал. Јас се сеќавам, барем сум доволно стар, ние имавме една многу великодушна швајцарска понуда, например, да се изгради, да се преземе скотката стакларница, која беше пред затварање, кои работеа 4000 работници во скотката. Зошто? Затоа што ние заради нашата технолошка заостанатост, по некоја случајност, го фативме тој миг кога Европа почна да ја отфрлува пластиката и да се враќа кон стаклената амбалажа. Знаеме сите зошто тоа се направи, меѓутоа таа ги затвори своите стакларници. И сега ние имавме искусни работници, имаше тоа меѓу, се сеќавам на тие преговори, тие се водеа негде почетокот на 80-те години, кои ги водеа луѓе од економијата, меѓутоа беа партиски луѓе, мислам бил партиски секретар, па станал сега, не знам. И тие бе имаа голем отпор кон таа понуда, се сеќавам дека ќе се спасија 4000 работници, ќе работеа. Им се нудеше нето 700 швајцарски франци плата, што во она време, верувајте, тоа беше страшно висока плата. Ама тие знаат да ја цена, бидејќи таа е многу тешка струка, кога вие ќе научите да дувате во формирањето на стакло, нали, од една неорганска материја да ја направите стакло, тоа е многу тешко и напорно и тие работници се истоштуваат. Меѓутоа, тоа го кажувам чисто еден отпор што се јави. Што, како ќе рече сега народот, ние сме дале пруга која нема да биде наша 10 години, да, ама ќе ја имаш. Ние таа ќе исплатевме, значи тоа би било, еве, дека се изградеше до крајот на векот, нали, тоа беше негде 94-95 година, да се изградеше до тој би ја изградил сигурно брзо. Кога имате пари, све ќе направите. Ние имавме многу посилна градежна, самите ние имавме посилна градежна оператива.
тогаш и бетон и гранди беа многу поголеми. Тоа беа гиганти, работеа во цел свет, огромни објекти. И затоа се изградија брку тие клучни аквадукти, мостови и така натаму, во она втора делница вела. И ние едноставно тоа го одбивме и ја не можам да сватам. Мислам дека едноставно не се сакаше од некакав, да речеме, политичка проценка, дека тоа би траело, не знам тоа како ќе се одрази во јавното мислење. 90-тите го одбивме, 90-те, да. сега сме веќе 2024-2025 за некој месец. Да. Што е тоа што сега не спречува и кои се тие, повторно да се вратиме на прашањето, манипулации со кои се оправдува закочувањето на овој процес? Мислам дека постои прво еден голем една голема геополитичка пречка, која е врзана со тоа, со нашите сегашни односи со Бугарија и така натаму, кои очигледно од наша страна, али веројатно од поголеми, покрупни геостратешки интереси, кои не се секогаш летни да ги видите. Не се сака тоа да се направи. Во случајот се работи за големиот кинески интерес, кој е заинтересиран пред се за големите сообраќајни коридори, кои го леснуваат неговиот понатамошен влез во економијата на Европската унија. Многу се интересни се разбира оние подачи кај што Европска унија уште не е влезена како што сме ние како држава. Кина ја доби пристаништето во Пиреја за 1 евро. Како тоа Европска унија го дозволи тогаш, бидејќи знам дека преземањето на Солунско пристаниште, кој лично беше заинтересиран Путин, не успеа и Путин беше заинтересиран и за грчката железница. Да внимаваме, тоа не беше наивна приказна. Треба да значи дека вие треба да го форсирате условот север-југ, затоа што тој е прво, значи во однос на најкрупните играчи, голем кинески интерес. Да не го заборавиме проектот Вардарска долина, кој беше великодушно понуден на Македонија. И кој е неверојатно скап, мислам да речеме фараонски еден проект, затоа што вие да правите толку, да изместувате пруги и патишта, бидејќи сето тоа ќе биде поплавено, на што ние сега имаме како представа долината на Вардар, тоа ќе биде дигнато, да речеме, мора да се направи 150 метри висока брана на подрачјето на Таурската клисура. Замислете би бил поплавен, еден велес, да речеме, би бил веќе загрозен, меѓутоа добро, тоа си има некој начин технолошки да се изведе. Што тоа нас е сигурно дека во тој миг ќе не врзеше во големо должничко робство. Вие да правите кој кошташе. Тогаш во тешки милиарди се сметаше, сега и тоа се одустана, се види дека тоа е многу скапо. Има интерес. Тој си стои интерес. И замислете сега, кинески кредити преку Унгарија, се тоа практично, ако ги гледате ситуацијата, актуелни сојузници на Москва. Затоа една Москва, која во принцип ја смета за свој најверен содружник Бугарија, гледаме нивните колебања, нали, во однос на НАТО и така натаму, војната во Украина, не можете одма да сватите зошто. Меѓутоа, таа пречка за поврзување едноставно треба да форсира коридорите кои ја користат Србија. Тоа е дел од оној, да речеме, српско-руски интерес сега, кој можеме да едноставно да го сведеме на една реченица. Македонија никако да влезе пред Србија во Европска унија. Тоа ги комплицира односите. За неа, збориме се од аспект на Србија, она си гледа својот интерес. Гледате како она се интересира, вели, јас ке сакаме гасовод да имам од низ Македонија, резервни го, ама нема да го направи никогаш, што тоа го знам. Затоа што не фиме доволен за сега, додека ga Радев таму и додека тој бугарски интерес и гасоводите се во рацете на одреден и политички структури кои се заинтересирани да се одржат тие односи со Москва и да нема блокада во права смисла на зборот, бар кај енергентите. Тоа нема да биде интересно за нив. Тоа можеле да го направат и порано Србите ако стварно биле заинтересирани. Меѓутоа ете добија ефтин газ повторно, гледаме деновиве. Интересот за Русија е тој. А прашањето на односот на Русија кон тој, да речеме, наш крвоток иден и единствен што би бил север-југ, е во тоа што ти ќе зависи само од еден
од една линија која е многу полесно да ја рушиш или да ја градиш или да ја контролираш. Тоа се тие работи, не, значи он тебе те омаловажува како субјект, едноставно сака да биде доминант. Зборуваме за руското влијание, еве со Да. бугарската страна тие Така е. односи. Но кој е интересот од македонската страна да го кочи процесот? Па очигледно дека ти постојат некакви спреги. Ја мислам дури дека кај нашето актуелно раководство нема ни секогаш нема ни секогаш далекогледост известна во однос на тие движења. Гледате што се случува, ние сега да речеме овој што го имаме денове пресред кај премиерот во однос на договорот со Грција, мислам, одеднашка, коперникански го викаме тој пресред, нели? Одеднашка се е добар тој е брилјантен договор како тој би се изјасни. До вчера велеше дека не чини други, дека ќе биде поништен, дори дека едноставно нема се призна. и имаше Ма, и подцврсти зашто? аргументи Не, за тоа- коридорот 8 пред известно Ма време, тоа но исто, сега има некако врска се... тоа. Знаете што, он сега вели тој договор со Грција е одличен. Зашто? Па пасете кај треба да помине тој коридор 10 и кај треба да заврши. Така? Значи мора преку Грција. Мора да биде преку Грција. Одеднашка Грција станува стабилен партнер со кој треба да се негуваме и така натаму. Само во Бугарија малцинството не е важно, сега во Грција више не е важно и така. Ако веќе ја задржиме таа нивна реторика, ја не би ја имал ни претходно таа реторика. Напротив, те проби, ако гледате денеска луѓето таму пеат песни, зборуваат на македонски и така натаму. Се што можеше да се направи со тој договор се направи. Ама не од аспект на тој што сега не се објаснува, значи како еден коперникански пресврт на вистина, мислам, тоа е изненадувањето толкаво што дури македонските мејнстрим медиуми се уште не го пренеле тоа ние што го дознавме, нели? дека Да, изјави следното ќе го прашање зборуваме, да, ќе секако. дојдат и за медиумите. Значи, ме зборуваме за еден глобален, не е битен воопшто сите други работи се неважни и ќе биле скапи, нема да биле скапи, па што е скапо сега, ако е 1 милиарда дадовме безврзни споменици, сега од денешка 500 милиона ни се многу скапи. Може ли накратко, онака блиц да ги објасните кои се тие топ лаги што се лиферуваат во... Па еве, ние веќе зборевме дека Бугарија не направила ништо, не е точно. Направила и во тоа да ние парите што ги земавме, се дел од притисокот што го направи владата на Борисов, после подпишување на договорот меѓу Бугарија и Македонија. Значи сепак Бугарија има направено. Има направено. И има и за нас направено. Значи, она е заинтересирана, али ја веќе зборам за таа влада која тогаш сега се сменети прилично политичките односи. Второ, дека Европа не притиска нас, не ја притиска Албанија за коридорот 8. Не е точно. Нема зашто да притискате кога пруга постои. Тоа, например, не го спомнавме, меѓутоа, пруга постои, ја имав во рацете проспект еден туристички во Албанија, во кој ве повикува да одите со воз од Тирана до Подградец, практично во подношјето на Свети Наум. Пругата постои, таа е со нормален колесек. Но може би треба само малце да се подобри. Треба да се поправи, италијанци беа дојдени таму, да не шириме многу, меѓутоа беа дојдени уште во времето кога разговарав со овие македонските проектанти, тие речеа дека Италија како супервизор значи пратена од Европската Унија да ги провери можностите на тој коридор 8. Даде лоша оценка за пругата од Тирана кон, сега збориме, кон нашата граница, меѓутоа од аспект на тоа дека не може да си дозволи големи брзини тука и тоа мора да биде брзо, 20 километри беше проценката. Значи сепак и таа ќе се даде. И тие пари јас верувам дека Европа веднаш ќе ги даде за така нешто на Албанија, особено кога отиде понапред сега од нас, ќе нема никакви пречки Албанија да го направи. Друго е кога имате вие пруга, а друго е кога треба на нула да градите нешто, знаете, мислам, огромна разлика финансиска. Значи тоа не е точно, бидејќи тоа го тврди премиерот, вели не, еве не ја притискате, како што да ја притиска, таа има пруга. Таа го завршила својот дел од работата за коридорот 8. Збориме за железничката. Значи, ти си должен да направиш многу работи, добра е оценката. Кичево, Скопје, например, имаше многу висока оценка. Истичок има некои тетово Скопје, тие тунелите се во старо време праени да се обноват. Еви, ние немаме тунели. Ако веќе зборуваме за тунели, тие се ископани, се функционираат, ама тие се кој патувал со го знае. Висат таму шпицови, камења и така натаму. Нема врска тоа. Работи кои се поправат, меѓутоа тоа се работи.
Значи не, тоа е една од тие невистини. Или тоа што велиме дека е скап. Или четврта, една од приказната што се пушта. Многу приказни пуштаат за кратко време, видете. Четвртата приказна е дека многу би било поевтино да се изгради пругата на Кочани Благоевград. Односно да се пренаменат парите. Да, или интересно, не ги спомнат пренамена на парите, него треба да се прави таму затоа што тоа е побрзо би се направило, а пазете таму нема ни проекти, нема ни согласност од другата страна, или да се прави Штип, Радовиш, Струмица, Петрич. Тоа би било сосема нов проект. Тоа ти треба нов проект, па треба да рушите работи, брда, планини, нови тунели, нови све. Тоа е начин да се ишка работата, како што би рекол народот, значи да ајде сега збориме за тоа. Иначе имало проекти. Тие сигурно ги знаат. Цар Борис имал проект да го прави, затоа што тој мислел дека го освоил овој период. Ова подрачје и дека треба да се направат 3 пруги. Значи, освен оваа за која говориме, према Ќустендил да се направат и од Благоевград и да се направи од Петрич. Но, што би добиле ние со сето тоа? Што значи тоа? Значи, тоа само тргање на проектот од очите. Ај сега ќе се одлучиме за нешто друго, а дали не знаете дека тоа е многу скапо? Например, кога Бранко ја прекина таа идеја, ние имавме ситуација да беше проценка дека и до 60 милиона евра може да чини одржувањето на изграденото да биде конзервирано. Ама тоа конзервирано не можете една за секогаш, него морате секоја година да видите знаете тоа колку кошта. Ајде го пресметаме тоа колку до сега не коштало. Значи цената, прашањето на цената, висината е една голема лага. И обидот да се прават нови проекти према Бугарија, која е таа са смислата. Мислам дека тоа едноставно значи бегање, али не да заборавиме дека едноставно нив им е многу згодно да имаат нов проект. Ќе го правиме сега, колку години ќе кошта, ама ние ќе го почнеме, ние ќе направиме проект, тоа ќе биде одма уште во стартот многу скап проект, ама ќе поминат парите низ нашите раце. Тоа е идејата. Так. Едно од проблемите е дека вела дека ќе дојдат до тунел Зид ке Мава. Толку ли е проблем да се направи еден тунел? Па да ви кажам, тој е 2,5 километри долг. И тој е ископан. И се тој не е ископан во време на Цар Борис, односно за време на бугарската окупација, него е направен од Димитровска Бугарија. Значи тој е направен со цел да се продолжи со тој проект. Спомна 950 е направена пругата до Белјаковци. Пазете, зборуваме, Белјаковци е 30 км, 37 км. Тоа е една третина од она што ние треба да го изградиме. Еве и сега комплетно се ревитализира, меѓутоа нешто е направено. Прекинот на односите што беа со Бугарија влијае на тоа да ние практично прекинеме. Иначе тунелот од една страна е ископан, тоа е некаде 2,5 км, да ви кажам, еве нешто што некогаш се сметало дека е многу долг тунел Болонија. Ние како деца кога сме патували, дека бесконечно одиме низ Темница. Е 2,2 км, тоа не е нешто страшно, они имаат ископано една третина и сега во него се градат печорки се прави локалното население. Си чува темно е. И сега треба од нашата страна. Треба од нашата страна да се направи, тоа не е страшно, но они треба уште едно многу малце да направат. Нашата страна само треба да направи. Па нормално ако е чинел дека е зид, треба да го пробиш зидот. Па што ќе денеска направија тунел под Ла-Манш, нема ние сега да правиме проблем за уште 1,5 километар. Зашто бугарите не го довршиле тој тунел? Не може, па не, они види. Мислам, реално мораме да ги гледаме. Они се должни до собствената граница, замислена граница во тој случај. Тоа е, значи од 2,5 треба да 1,7 километри да направат. Тие дошле до 800 метра. Значи ќе мора да влезат во македонска територија. Да, може ако се договориме, се разбира. Може од нега страна, ако е полесно да се направи и од нега страна. Тоа велам во тоа време, зашто не за направило договор да ја пробија цела. Па не е направен договор, што одам што да речем. Велам јас да било тоа во време на да продолжила таа окупација, без замислиме, хипотетички. Веројатно би била готова и пругата. И кај нас се направени многу тие, да речеме, потфати што требале да расчистат теренот и така натаму. Затоа и она што во време на Бранко Црвенски изградено на веќе позната траса. Значи таа е исчистена од лева и од десна страна.
Значи тоа полесно се пробива. Не е проблем тунелот. Проблем е тунелот во нашата свесност, во нашиот интерес, кој сака да види зид тука. Една од изјавите на премиерот е дека му се нудело подкуп. Да. Нудењето на подкуп е, значи, знаете што, многу причини се кажа за многу кратко време. Да речеме за 1 месец, за 2 месеци. Толку причини веќе за што разговараме, нови траси, нема Албанија, па висока цена и така натаму. Прашањето на подкупот беше очигледно исврлено за да направи некаков, да најде некаква, макар и моментална причина зашто да не се гради. Во конкурсот за градбата е направен во текот, веќе е готов и за нив се имат јавено два изведувачи. Едниот е турски, кој се сега така се споминува и така дека бил нуден подкуп. Пазете, бидејќи тука се работи за европски пари. Тука нема шанса да тоа да биде подкуп. Вие не можете да земете, можете да правите сега кичево Охрид кинески кредит, кинезите воопшто не бегаат од подкупување. Гледате што се случи во Црна Гора. Црна Гора за 40 км автопат, кој исто така го градеше маратонски 10 години, 40 км од ниđe до ниđe, они така го викаат, значи ја нема поедената точка на тој автопат, ни крајната цел. За 40, они се сега задолжени едногодишен бруто производ на Црна Гора. Така и да тие работи кај нив. Тие не ти го бараат, меѓутоа тебе те држат во заложништво. Така ќе се случи и кај нас, еве со ова што го правиме до кичево. Ние имавме јасен знак дека тука ќе има. Меѓутоа, велам ја, многу е важно кој е тој што е замешан. Таму кај што прави Европската унија нема шанса тоа да се случи. Значи ќе има силна контрола. Апсолутно ќе има силна контрола, нема тука подкуп. Како ќе се оправда тој подкуп? Вие морате да поднесете се. Секојаш постои, за секој метар што ќе се изгради, постои ревизија финансиска, односно преку градежната ревизија која прво треба да утврди дали е тоа што било речено изградено, второ се гледаат сите книги. Како ќе го изведете тоа со подкуп? Европската унија не се сака, меѓу другото и од нашите стопанственици и така натаму што стално го тврдам. Заради строгите европски правила во сите сегменти. Значи нема да може да се од тоа како возите кола до тоа се затоа што што ќе биде одредено со европските правила, вие не можете да го спроведете. Како што беше на враќање на кредитот од Меѓународен монетарен фонд, што зборувавме. Значи, штом вие осетите дека некој ќе ве контролира, вие бегате од тоа. Се гледа која е таа влада што бега од тоа. Впрочем, до сега ние имаме многу европски пари веќе дадени и ние не можеме да речеме да ја правиме таа пренамена, бидејќи ја спомнавме, тоа е една од 5 големи причини што се случува. Значи, вие не можете да правите пренамена на европски средства. Тоа не е редење на лего коцки. Значи, тој ви дал точно за одредена работа што треба на тој коридор да ја завршите. А не вие да речете сега, нема да правиме сега исток-запад, ќе правиме север-југ, подобра пруга. Правите си ја подобрата пруга. Или конкурирајте за неа, тогаш, па ќе видиме дали ќе ве финансираме. Меѓутоа, се додека ние имаме таа, да речеме, проблемот што Европска унија има со Србија и така. Во овој случај, која е вашата прогноза? Ќе се направи тој пат? Знаете Ќе што, се враќаат пари? Јас мислам дека ние не сме ни финансиски способни за било што да враќаме, а условите за враќање се одредени со договори, чврсти договори кои ние мора да ги почитуваме. Дури ние веќе губивме, во една година, значи тоа ќе ви кажам, тоа беше некаде 2019 година, кога Никола Бартоломеј беше представник на Европската унија, јавно ми даде црвена светилка дека ние веќе сме промашиле термини за кои они веќе дале грант. Се работи, тој говореше за 17 милиони евра. Нашиот министр за транспорт тогаш во тоа време Сугаревски, тоа беше СДСМ, спомнува 60 милиони евра. И тоа е веќе доказ како ние не можеме да ги најдеме тие 10 милиони евра, кај се изгубиле, ама Сеедно, тој рече, вие сме ви дале, тоа е грант, ама и грантот се контролира. Мислам, да, не е само кредитот. А и кредитот иде и преку кредитодавателите, меѓутоа грантите се контролираат. Вие тие треба да ги оправдате.
ние тогаш, само врз основа на доснењето за тој кредит, 4,5 милиони евра плативме пенали. Сваќате колку се тие строги правила. Ти добиваш помош, меѓутоа секогаш имаш и обврски. 4,5 милиона евра. И тоа го констатира нашиот завод за ревизија. Сметате дека немаме доволно капацитет или па немаме доволно простор да се манипулира со овој коридор, дека Простори нема. Ќе си легне на прашно, што наводно кажано оваа власт дека сепак ќе го продолжи. Да, еве сега има и една причина, не знам ќе дошла друга бугарска влада. Нема врска. Велиме, од бугарите не зависи речиси ништо. Тие имаат све за себе и пари нови, и обезбедено и така натаму. Прашањето е ние дали сакаме тој коридор да го правиме. Знаете, не можете вие сега да парате некој начин, модус како тоа од почеток ќе го правите. Вие треба да го продолжите. Веќе се избрани на тендер двојца изведувачи. Тоа е доволно за да сметаме дека има конкуренција. И тие треба избрани се 20, треба да се избере еден кој тоа ќе го извршува. И вие треба, бидејќи се обезбедени средства, треба да се продолжи. И тука нема што дилеми, не можете да се извлечите едноставно од тој договор. И тоа треба некому да биде јасно. Ние стално се обидуваме како прашањето на вкупните односи со Бугарија и со Советска унија да бараме разни работи, да се тоа одложи, па да се стави со некаков услов. Не, овде имате конкретни договори. И тука нема врдање прво. Затоа што казните се многу лоши, а ние немаме таква финансиска потенција да можеме да се играме со Советската унија на овој план. И јас сепак се надевам дека работите ќе тргнат. На крај прашањето кратко во однос на медиумите, како го гледаат овој проект, има ли интерес во медиумската сфера и каква е атмосферата во медиумите, затоа што вие често правите и анализи за тоа каква е состојбата во медиумите. Ете, имаме нова власт, поминаа 100 дена влада, медиумите имаат повеќе слобода, имаат цензура, само цензура. Ние имаме толку многу медиуми, ни еден медиум, да речеме, не објави ни една фотографија што ќе биде од лице место. Јас зборам да речеме колку се импозантни тие градби што се направени на потегот Белјаковце, Крива Паланка. Тоа се големи, не знам, бетонски, страшно изгледа кој ќе бидете на нивото подножи. Никој не отиде да направи фотографии, не може да најдете ништо во архивите кај нашиве медиуми, за тоа како се градело, што има. Дури еве на пруга за Белјаковце, освен кога некој, не знам колку пати беше сечена лентата, морам да речеме, од разни влади, барем да отидеш, освен она место кај што се сече лентата, никој не отишел понатаму, до тебе во Белјаковце да види каква станица се прави, како е направена сета таа инфраструктура. Значи, односот е како за се друго кај нас диктира. Ништо не се обидувате да ги анализирате, ние никаде, скоро ни еден медиум не излезе со некои добри анализи, ја можам да речеме, во одреден момент имаше некои медиуми кои би требало да бидат ослободени од некои внатрешни стеги, како што е Радио Слободна Европа, најдобро да речеме, има доста интересни анализи правени, ама меѓутоа тоа се правени пред некаде до 2018 година. Ние немаме после тоа пишувано за една тема. Зашто никој не се заинтересира сам да рече зашто не е направено? Никој не отишол во Крива Паланка да го види тоа што таму би требало да се сруши, колку куќи треба да се срушат. Имам само неофицијални во оние контактни телефонски разговори со народот што ги водат некои телевизии. Има разни луѓе од Паланка ке се јат, па ке треба од тоа дека се 10 куќи само во прашање до тоа дека се 100 куќи во прашање. Значи дури елементарна слика немате за сите тие проблеми што таму ќе се случи. Некој не отишел во Ѓуешево па да види таму дека можете ни сумнело да одите, луѓето го користат економски, ви реков. Значи селаните го користат за и можете да се облечете патики и да поминете малце да се види тоа дека таму е завршена работата, но имаме ние нешто многу работа. Значи тоа се работи кои барем сега може да се било која телевизија тоа да си го дозволи себе си. И од тоа да се извлечат некои заклучоци, да се разговара со сручњаци, зборам од другата страна и така натаму што би се добило да се направи некаква економија. Од друга страна ние имаме прилично ова една
да речеме, таа негативна кампања се подрива, знам, јас не знам, спомнав таму еден мој текст, еден политичар, Страшо Ангеловски, кој сега веќе ги отвара картите на власта, можда, не знам. Никој не се повуни од власта, кој рече дека ние со изградбата на коридорот 8 ја помагаме Украина, замислете, сме помагале Украина, дека тоа било натовски проект, па се јавуваат вака овде онде во некои медиуми дека ако е на НАТО интересно, нека си гради НАТО. Тој коридор, замислете, а кај сме ние? Ме сваќате, елементарни прашања не се поставуваат. Па ние, тоа влегува во разговор со еден, тај да би ga речам политичар од понизок ранг, кој едноставно ги отвара картите, вика не, ние имаме интерес тука, вика ќе оди оружје за Украина, ќе одат атомските бомби, божем тие така во железница ќе се преведуваат меѓу. Тоа е стварно антинато. Еве ќе ја видите каде е таа приказа што велам ја, чиф е интересот да не се изгради. Ето вика ние треба да се изградиме према Солун, па имаме према Солун. А зашто да не ја направиме? Што да се све ќе се превезува нагоре и да е за НАТО и треба да е за НАТО, ако е за НАТО. Што имаме ние? Ние сме дел од НАТО. Да, тоа е еден Страшо Ангеловски кој е коалиционен партнер во оваа влада. Така, што нема тука дискусија, како партија не влада е тука и он само ги кажува оние работи најобично зошто треба. И народот гледам почна да се јавува во тие контактни емисии, па НАТО нека си ја направи првата. Што ме негов интерес. Мислите, ние сме надвор од НАТО. Автоматски. Ајде да ги видиме на чисто сите тие работи и мислам ако се расчистат тие политички сегменти, тогаш можеме веќе да зборуваме дека мора да работите да тргнат. Ти благодарам многу, Љубомир.